Протекционизмот не е вистински одговор за развој на економијата, изјави шефот на италијанската дипломатија Анџелино Алфано при отварањето на бизнис форумот во Трст, кој се одржува во рамки на самитот Западен Балкан Европска унија. Еврокомесарот за проширување и добрососедска политика Јоханес Хан потенцираше дека самитот испраќа порака за поддршка и стимул за реформи во земјите од Западен Балкан. Тој рече дека на овој собир на високо ниво се утврдува докаде се процесите и прогресот во земјите од Западен Балкан вклучени во Берлинскиот процес и од одблизу се следат процесите на меѓусебно поврзување, спроведување на реформи во енергетиката и во другите области. Интеграцијата на Западен Балкан во Европската унија не може да биде успешна без економска поддршка. Европската унија ќе ги поттикне реформите за да регионот продолжи да се развива и земјите да го постигнат посакуваното ниво на економски развој. Економскиот развој е еден од клучните елементи за интегративниот процес на регионот на Западен Балкан во Европската унија, изјави Хан. Важно е да се работи на итните реформски приоритети кои беа договорени пред 2 години да се имплементираат, изјави еврокомесарот Хан. Економската соработка треба да му помогне на Скопје да се интегрира во еден поголем пазар од 20 милиони луѓе и ова треба да го направи регионот поатрактивен за странските инвеститори. Ова ќе стимулира економијата, ќе создаде работни места и ќе ја подготви земјата за членство во Европската унија. Важно е да се работи итните реформни приоритети кои беа договорени пред 2 години тие да се имплементираат и за ова постои голема поддршка, вели Хан. Според него, во заеднички интерес е земјата да го оствари неопходниот напредок. Вице-премиерот за економски прашања Кочо Андјушев рече дека владата ќе се посвети на спроведување на потребните реформи што го трасираат патот на земјата кон членството во Европската унија. Не е возможно да зборуваме за економски раст на земјата ако не работиме на поддршката и стимулирањето на извозот на компаниите да растат и да бидат конкурентни во регионот, а потоа и во Европската унија, рече Андјушев, додавајќи дека приоритет на новата влада ќе биде изградбата на инфраструктура, реформите во енергетскиот сектор и создавањето бизнис амбиент за здрави и успешни компании. Самитот за Западен Балкан во Трст е 4ти поред и е дел од активностите кои се одвиваат во рамките на Берлинскиот процес, иницијатива на Европската унија за забрзување на евроинтеграцијата на земјите од Западен Балкан.